Здраво луѓе, денеска ќе збориме како може да префрлиме пари од берза на трансакцијска сметка. Нормално ја користам Binance сметка и претходно нормално дека ќе си префрлам пари на Kraken. И потоа после префрлувањето ќе објасниме постапката како би требало и што би требало да направиме за да ги префрлиме нашиот биткоин или USDT или кој било коин на трансакцијска сметка во евра во некој од нашите македонски банки. Значи, луѓе, видиме како може да ги пратиме парите на трансакцијска сметка. Еве, јас се наоѓам сега на Kraken, гледате, имам портфолио value 31 евро ми вреди. Треба отидеме, значи, во конверт, затоа што мене ми е во USDT, каде USDT имам 32,6 и треба тука да најдам евро или USD, не е битно. Еве ја јуро дам, ќе ставам уште на 32,6. Ќе ми пресмета некоја провизија, гледате 32,6, ако видиме 32,6 USD јуро е 31,2, она го прачунува со 30,16, што значи дека ни зима 1,1 евро провизија за конвертирање, одиме review, одам confirm, едноставно треба биде на брзинка направено, може тука view transaction, нас не ни треба, потоа за да ги пратиме парите, кои ги имаме, треба да отидеме трансфер, треба да отидеме withdraw, и треба ваму да одбереме euro и потоа да одбереме Swift. Гледате, тука јас ги имам внесено прво моите детали. Ако ги немате внесено, ќе треба да ги внесете деталите за потоа да отидете withdraw euro. Потоа треба да одберете која сума да ја направите withdraw. Еве јас сакам 30,16 евра, тоа е 100%. Сумата, гледате, amount must be greater than 100, што значи дека треба се дуплатам уште 100 евра. Значи, луѓе, видовме, тоест дека не може да се пратат $32, едноставно пратив повеќе пари сега. И истата постапка ќе ја направиме на Home, пак идеме Convert, одиме USDT, бараме тука Euro и едноставно ги конвертираме сите долари во евра, тоест USDT во евра. Одиме Review, одиме Confirm, гледате 73,09, едноставно ќе ни земе некоја провизија за конвертирањето. Тоа е тоа што да правиме. Немам избор, зима провизија. Потоа треба да дојдеме тука во Withdraw, треба да одбереме Euro и треба да отидеме тука Swift. Као што кажав, јас ги имам тука податоците, гледате, withdraw fee е 5 евра, еве јас ќе ставам 100%, не знам зашто не ми даде 100%, ама како и даде. Еве, сакам withdraw да ми направи сакам на сите 103,25, значи мене во банка треба ми стигнат 98 евра, 98,25, затоа што withdrawal fee е 5 евра. Кој ќе отидам withdraw euro, гледате withdraw, комерцијална банка, ги проверувам, работите кои ми се одам OK и ќе видите withdraw successfully submitted. Мислам дека ова ќе трае околу 2-3 дена, така да после 2-3 дена ќе го направиме второто видео каде што ќе имаме парите на сметка. Здраво, дечки, еве да го видиме приливот на пари што е стигнат од Kraken. Значи, како што видовме претходно, како ги трансфериравме, еве сме пак на комерцијална банка,
Треба да отидеме платежна сметка во девизи, да отидеме прегледи и нераспределени девизни приливи. Гледате, стигна ти се Payward Trading Ltd, не знам што, FL, Water Sedge, не е битно ова некоја банка, ја најдов банката се вика Flick Bank во Лихтенштайн, и мене работите не ми се свијат затоа што ми е земено провизија од 18 евра. Ја искрен да бидам не успеав да најдам точни информации зашто ми зема 18. Најдов некои што барале на сапорт, некои такви работи и очигледно дека околу 23 евра е фиксно зимање на провизија од страна на Кракен и од страна на банката која ви ги праќа парите до вашата банка. Ваму ќе треба да си одберете некоја опција зашто по кој основ ви се приливите. Јас ќе си ставам, има други, само да го најдам. Не можам сега да го најдам. Кај се наоѓа други услуги, опис на основ, трансфер на средства од акаунт во трансфер на средства. Не е битно, трансфер на средства. Тоа од моја сметка. И поднеси информација. Треба да одбереме приливот. Поднеси информација. Ете, гледате некој токен. Треба да внесам со мојата апликација на телефон. Да видиме. Само да се логирам. Добро. Океј. Зашто не ми дава? Кои глупости ми ги прави само апликација. Вие комерцијална банка се очигледно катастрофа. Не знам зашто. Ајде да видиме. Океј, и поднесо. Не би требало парите да легнат на самата сметка. Тоа ќе оправите, мислам дека само еднаш кога се работи за истата фирма и потоа на истиот основ ќе ми доаѓаат вашите пари. Леле, ја не знам зашто извоз на стоки ова избрано. Не знам што кажам, нешто се преметува и нивната апликација, јас знам дека друг извоз. Поентата кој е? Значи, зимаат 18 евра, Кракен ви зима 5 евра плюс за префрлање од USDT во евра, имате некоја провизија, што значи дека некој 25-6 евра ќе имате фиксна провизија за да ги префрлите на сметка. Јас најдов некои статии, затоа што ја гледам таа Bank Freak, му земала некои 240 USD, но ако прочитаме, гледате, the middle bank took 18 USD and Kraken takes 3 USD as fee. Тоа е за USD. За евро зима 5 евра и 18 евра потоа, што значи 23 евра. Но, не е најлошата работа во давањето провизии по банки. Поентата е вие кои имате прилив во Македонија од странство, доколку пријавите во УЈП секој прилив од странство ви го гледа како добивка. Што значи дека даночењето ќе оди малце килаво. Сега да ви јаснам малце поише за даночењето. Значи, која е целата поента? Например, доколку сега имате некоја исплата, не е битно, се ставиле 1000 евра
1000 евра и имате исплата 5000 евра. Ако пријавите УЈП, ќе ве даночи на 5000 евра. Нема да даночи разликата, нели, од 5000 1000 на 4000 евра, туку ќе ве даночат на 5000 евра, затоа што нема регулаторна рамка. И они како се правдаат, дека не знаат вие што сте правеле со тие пари и потоа како ги зимате, по кој основ ги зимате, затоа што на Кракен нема основ по кој да пишете дека вие ги праќате до вашата банка. Тука е проблемот. И како што кажав, секој прилив од странство тие го рачунат како добивка. И ве даночат со процентна добивка, нели 10% мислам или 11% колку беше. Значи така ќе ве даночат. Што е многу лошо. Тоа значи дека, пример, вие расставите 1000 евра, а извадите 1050 евра, они пак ќе ве даночат на 1050 и дури вие ќе земате помалку пари него ли тие 1000 евра што сте ги ставиле. Значи тоа е проблем. Исто така, значи ова зборев со луѓе од УЈП, од прва рака. Затоа што они, како што кажам, немаат регулаторна рамка и не знаат, тоест немаат како да видат што сте правеле вие со парите. Дури и во загуба да сте, на тие пари што ќе ги пратите од странство, ќе ве даночат. Што значи дека, например, вие 1000 евра ако сте уплатиле, а сте земале 500 евра, на тие 500 евра ќе ви лупнат данок од 10%, што е ненормална работа. И сето тоа е затоа што нема регулаторна рамка. И сега, јас викам, еве, например, ние можеме и да го платиме исто пари, преку трансакцијска сметка. Мислам дека преку Кракен може и ќе го објаснам во некој од наредните прилики како би требало да уплатите. И сега која е поентата? Ако вие, например, во ноември составиле, например, 1000 евра, ноември, а ги вадите на, не е битно, следна година во февруари и вадите 1200 евра. Например, вкупно 1200 евра вадите во февруари. Затоа што они прават завршна сметка во УЈП, пак затоа што во новата година вие имате само прилив, а немате одлив на пари, они пак ќе ве даночат на 1200 евра. Не знам што да кажам, значи ова е буквално катастрофално и погубно за цела индустрија во Македонија. Стварно не знам што да кажам. Мислам, јас сум разочаран од кој ми кажа информацииве и единствено нешто јас што смислив, пример за да ве даночат како што треба УЈП. Значи вие ќе треба, пример, ако сте уплатили 1000 евра, сте извадиле, пример, 5000 евра, да пратите преку Кракен, нели, на трансакцијска сметка само 4000 евра, за уствари на УЈП да ве оданочи како што треба, нели, 10% ако е данок, тоа ќе биде 400 евра даночење од страна на УЈП. Дечки, не знам што да ви кажам, значи ова е ужасно со даночењето и вадењето на пари преку трансакцијска сметка ќе имате многу голем проблем. Значи, кој ќе пријавите данок, тоа е огромен проблем. Да не пријавувам данок, пример на пари кои ќе ми стигнат од странство, јас тоа не би го правел, затоа што ако УЈП, нели, ве испита дали сте примиле пари од странство, ќе си имате проблем потоа со УЈП да плаќате казни, па да си го платите и данокот, што значи дека ќе имате поголема штета. Не знам што да ви кажам, луѓе, едноставно за мене денеска информации беа преразочарувачки и стварно не знам што би правил. Плюс ме разочара исто така провизијата на Кракен, 18 евра. Гледате тука
на некој му направиле 240 USD за земани за повлечени 6080 USD. Ама потоа кај што читам го решил проблемот затоа што имало некој проблем што они два пати правеле некоја конверзија на парите и два пати му земале провизија, потоа му ги вратиле тие 200 USD. Значи тоа едноставно било некој проблем самата банка, таа Bank Freak. Исто така јас пратив мейл до нив за да ми одговорат која е провизијата, затоа што реално точно на нивната страна, ако се отвори, само да најдам јас кај отворив, немаат точно кажано, пример, гледате, они викаат, само да најдам, каде е кеш, само да видиме каде беше. Сега кога го барам, го нема. Баш тоа не беше што ме нервира. Гледате, еве. За Euro Withdrawal Options, гледате Worldwide Withdrawal Fee 5 евра. Но мене не ми зема 5 евра, мене ми зема 18 евра. Што значи дека овие Withdrawal Fees не им се точни. Тоа очигледно дека не е точно. Или може за third country, ако праќаат во евра, најверојатно земаат поголема провизија. Јас као што прочитав е фиксна, но јас сепак прашав за да дојдам до информации кои би требало да бидат валидни, затоа што овие информации очигледно не беа валидни, мене ме изненади. Па дори отидов и до Комерцијална банка за да видам што е проблемов, дали они земале толкава провизија и Комерцијална банка ми кажа дека земаат само 30 денари провизија, што значи дека не е до Комерцијална банка. Но и тие информации ги извадам со крајни маки. Исто така, само да појаснам, вие може исто така да пратите пари, само да видам, со CXIO, не мора да биде со Kraken минимумот на праќање е 100 евра, со CXIO мислам дека беше 350 евра, што реално јас не ми се исплатеше да вадам 350 евра за едно покажување, тоа едноставно вие ќе си пробате или понатаму јас ќе пробам, мислам кога ќе имам некои одредени пари за вадење, јас ќе пробам и ќе ви кажам како сум го направил истото таа. Поентата е дека исто така ќе треба да конвертирате, значи вамо ќе треба да отидете конвертнили на Титер, вамо ќе треба да одберете Euro, ово на македонски е направено. Euro ќе треба да конвертирате USDT во Euro и потоа ќе треба да отидете withdraw, во Fiat ќе ви се појави Euro, withdraw и ќе треба да ги пополните податоците со вашата IBAN сметка за да може да ги пратите парите. Не знам колкава ќе биде провизијата, треба да се проба па да се види на крај кој ќе стигнат самите пари. Али искрен да бидам, сум премногу разочаран од УЈП и со нивната неажурност за некој марке што е прилично во експанзија и во сите држави, но во нашата очигледно стагнира. Тоа е тоа, луѓе, не знам што да ви кажам, снаоѓете се како ќе ги вадите парите, а ако ги вадите, единствено начин, ја што го кажав, според мене, што е окей, мислам да само да се пратат парите на која сте во профит, да не се праќаат сите, затоа што ќе ве даночат на сите пари. Тоа е тоа, дечки. Имајте убава вечер.